Бројот на блокирани нелегални веб страници за онлайн коцкање во Македонија продолжува да расте. До крајот на јуни блокиран е пристап до 358 платформи, што е повеќе во споредба со 307 веб страници евидентирани на почетокот на годината. Иако со оваа мерка се ограничува пристапот до нелегалните казина, таа не значи и автоматска заштита на играчите. Доколку корисниците веќе уплатиле средства или оствариле добивки, државата нема механизам што гарантира нивно враќање. Надлежните апелираат граѓаните пред да уплатат средства да проверат дали приредувачот поседува лиценца издадена од Министерството за финансии, бидејќи странската лиценца не значи дека платформата законски смее да работи во земјава. Во случај на спор, банките може да интервенираат само ако станува збор за неовластена трансакција или злоупотреба, но не и кога уплатата е направена доброволно. Во меѓувреме, остануваат отворени прашањата кој ги контролира рекламите на нелегалните казина на социјалните мрежи и колку малолетници користат вакви платформи, за што се уште нема официјални податоци.